Градоначалниците од Источно-планскиот регион денеска ја одржаа 10-та редовна седница на која се разговараше на повеќе точки од дневниот ред. Посебно внимание градоначалниците посветија на точката за соработката помеѓу македонската и бугарската стопанска комора, како и за назначаните два големи проекти кои се со финансиска поддршка од швајцарската амбасада. Денес една од точките на дневниот ред е и соработката меѓу македонско-бугарската стопанска комора, на која што ќе разгледаме на Советот на градоначалници на Источен плански регион. Ние како локални самоуправи даваме максимална поддршка на целиот овој проект кој што е активен од поодамна, меѓутоа се повеќе станува интересен, пред се интересен за бизнис заедницата, а ние како локални самоуправи секогаш даваме поддршка на бизнис секторот. Стереотипите веќе се надминати. Мислам дека имаме една исклучително поволна клима од двете страни на границата, и од бугарска страна и од македонска страна. Целта на нас како градоначалници е да помогнеме на бизнис секторот за поголема економска соработка и поголем економски бенефити за двете страни. Источно-планскиот регион веќе втора година имплементира два поголеми проекти, поддржани од швајцарската амбасада и Министерството за животна средина. Се работи за проекти кои се од големо значење за општините од Источниот регион, а за нив подетелно зборуваше директорката на Источно-планскиот регион Драгица Здравевска. Првиот проект е грант од 200.000 швајцарски франци од проектот Заштита на природата по течењето на река Брегалница. Всушност тој проект е 1.700.000 швајцарски франци грант и се однесува на поднесување на предлог проекти од страна на општините за мали типски прочистителни станици. Меѓутоа наша заложба беше и на Советот да покрај малите прочистителни станици општините го изберат сами својот приоритет, нормално поврзан со водите на река Брегалница, и да може да аплицираат и со проекти за колекторски системи за уредување на речни корита, секако тоа поврзано со водите на река Брегалница. Значи, веќе критериумите се утврдени, следи објава на повикот, средствата ќе бидат доделени на конкурентна основа, значи ќе бидат избрани најдобрите апликанти, најдобрите општини кои што ќе аплицираат со своја техничка документација, и очекуваме од овој повик да се финансираат некаде 2 до 3 поголеми проекти, значи по 600-700.000 швајцарски франци, нормално со учество од страна на самите општини, мислам дека околу 16%. Од вториот проект што го имплементираме втора година, тоа е зачувување на природата по течење на река Брегалница. Како што спомнав, 200.000 швајцарски франци е грантот, од кој што 150.000 швајцарски франци се наменети за реконструкција и адаптација на некој си постоен објект, кој што ќе има функција на инфоцентар поврзан со природата. Претежно се дава предимство на објекти кои што ќе бидат во зачувана убава природа во рурален дел, за да може нормално во иднина на вистина инфоцентарот да ја оправда својата цел, и 50.000 швајцарски франци ќе се доделат на она општина која што ќе го добие главниот грант за опремување на тој инфоцентар. Истовремено значаен проект за нас е и проектот за воспоставување на ГИС во Источно-планскиот регион. Ние првата фаза е веќе завршуваме. До крајот на септември тоа беа средства обезбедени од страна на билатералната соработка на влада на Република Македонија со влада на Република Словенија. Проектот беше 200.000 евра, од кои што 120.000 евра беа грант, а 80.000 евра беа кофинансирање од страна на општините. На иницијатива на самите градоначалници сакаме да влеземе во втора фаза од овој проект, а тоа е подземен катастар. Во моментот е изработен апроксимативен буџет од околу 500.000 евра. Очекуваме 60 до 70% да биде грант од страна на влада на Република Словенија, а остатокот да биде кофинансирање од страна на општините, што тоа што се залагаме да повеќе од 50% од тие средства бидат инкаин, значи работа од страна на општините, а остатокот да биде со финансиски средства. Состанокот се одржа во ресторанот Амбасадор во Блишево и ова беше последна седница пред почетокот на годишните одмори. Од месец септември Источно-планскиот регион ќе продолжи со седниците и со реализација на најавените и нови проекти.